Откупна цена од 45 денари за килограм марпа и 90 денари за килограм бел ориз, побара членот на иницијативниот одбор на оризопроизводителите Здравко Арсов, кој вели дека тоа е став на земјоделците од кој нема да отстапат. Според него се друго е доведено во облаци, поради што земјоделците се доведени до питачки стап, без екзистенција и без можност да си набават огромно дрво за предстојната зима. На светските берзи оризот се движи од 1500 до 1650 евра. Кај нас оризот откупува 45 денари, а овие по 50 го дава. Што значи? Ништо не бараме, освен тие барања што пред 4-5 години. Значи, производната цена е многу поголема од откупната. Значи, тоа е 3:1. Ѓуриото беше една врека 480 денара од 50 килограми, значи оризот беше 25 денара 26. За жал, од тоа е навамо, не да се покаче, него е намален. Барањето е следно, нема да филозофираме што. 45 динара бел, значи арпата и 90 динара белио. Арсов покажува документ, односно писмо, кое било упатено до премиерот и до ресорниот министер за средба за да се бара исполнување на нивните барања. Во спротивно ќе следуваат повеќедневни блокади на магистралните патишта. Протестот ќе биде со блокирање на двете коловозни ленти и сето нашите барања не бидат исполнети, дали 5-10 дена од патот нема да тргнеме. Според пресметките на земјоделците, производствената цена во која се вкалкулирани нафтата, вештачките ѓубрива, пестицидите и другите давачки, сега е далеку повисока од откупната, што за нив е работење со загуба без можност за опстанок. Затоа коментираат земјоделците, ако оваа држава сака храна, ќе мора да се сврти кон реалните потреби на производството.